Добре дојдовте во последната од 6 изборни дебати, референдумски дебати кои што ги организиравме низ Република Македонија во 6 изборни единици. Финишираме овде во Скопје, во просториите на Македонската опера и балет. Референдумската трка е во фото-финиш. Државата е исправена пред најголемата дилема дали ќе биде или не. Караванот за Европска Македонија завршува, но вистинскиот тест е за граѓаните. Дали во договорот со Грција гледаат излез после 3 децениската зачмаеност на земјата или пак тројанска замка за обезличување на македонците. Кукавичлук или патриотизам. Иванов, Заев, Мицковски, Ахмети. Историјата ќе памети. Денеска овде во Скопје, во најголемата изборна единица, дебатираме со 5 луѓе кои што на некој начин беа активно вклучени во целиот овој процес или во дебатите за овој процес. Тоа се аналитичарот Љупшо Ристовски, добре дојдовте. Петар Тодоров, историчар, добре дојдовте. Се разбира, ќе ги дискутираме и оние историски или елементи од договорот кои што зборуваат за идентитетот. Еден од креаторите, ако не и креаторот на договорот, Никола Димитров, министр за надворешни работи. Добар ден и за вас. Добар ден. Алберт Муслиу, аналитичар. Добар ден и за вас. И Игор Есмеров е поранешен амбасадор на Македонија во НАТО, инаку дел и од ВМРО ДПМН. Добар ден и за вас. Димитров, ќе почнам овој пат со вас. На неколку часа практично до завршување на кампањата. Прво, можеме ли да кажеме дека имавме една фер, избалансирана и добра кампања, или мислите дека имаше и ниски удари? Ако дадеме на генерална оценка. Па, јас направив се што можев, се раскостив од зборување за договорот, за шансата, за контекстот. Денес ова ми е последно излегување на телевизија и практично со извинување кон јавноста и кон граѓаните бев многу присутен. Меѓутоа, мислам дека ми е должност целосно да си отворам душата, умот, зошто ова го правевме, кои се аргументите за каков беше процесот. И вечер завршувам со една трибина во Ѓорче Петров. Тоа е денешниот ден. Мислам дека свеста дека живееме историски денови е присутна, тоа е многу важно. Мислам дека мнозинството од граѓаните разбираат дека не се работи за битка за собрание, влада, градоначалници, туку треба сите заедно, македонскиот народ, заедно со сите наши сограѓани од деловите од другите народи, албанскиот, турскиот, српскиот, ромскиот, влашкиот, бошњачкиот, да донесеме одлука дали ќе одиме напред со зачуван идентитет, со членство во НАТО што ќе ни ги зацврсти границите, ќе ни ја направи државата постабилна и ќе создаде услови за да биде посреќна и попросперитетна Македонија, што ќе овозможи и фокус на реалните проблеми, да излеземе од ровот, што ќе овозможи пристап до најважната реформска алатка, пристапниот процес кон Европската Унија, конечно да ги почнеме тие, да излеземе од чекалната, или ќе се вратиме назад во ровот, со се уште жив проблем околу името и со овој тек што нас не влече веќе 27 години во услови кога лидерот на грчката опозиција ја обвинува владата како дозволила македонски народ, македонци и македонски јазик. Денес баш видов еден клип на Facebook, збирка на негови изјави во една видеопорака од 1 минута. Тој вели, ако овој процес не заврши успешно, во новите преговори ќе се фокусираме на тие прашања, оспорувајќи го нашето право на самоопределување. Некој велат дека можеби Мицотакис бил еден од најголемите поборници во кампањата за во Македонија. На шега. Покажува реакцијата таму и реакцијата тука, како и за секое историско прашање, колку е тешко да се најде компромис и колку е тешко да се затвори. Оти ова не е само прашање на
спорот што не влече надолу 27 години, туку е и прво историско помирување меѓу нашите два народа, кои што имале и многу трагични моменти низ историјата. Да ги споменам Балканските војни, да ја споменам граѓанската војна во Грција. И затоа ќе имаме комисија од историчари и други научници кои што ќе разговараат за нашата перспектива и за нивната перспектива, како гледаме на овие настави. Благодарам за сега. Ристовски, вие во изминатите неколку месеци имавте широк диапазон на мислења во однос на договорот, кој што варира од момент до момент во зависно од тоа како излегува информациите во однос на тоа каков е договорот, што внатре содржи, потоа околу уставните измени. Дали сега од овој денешен аспект, после завршување на оваа референдумска кампања, откако се знаат речиси сите детали, односно се знаат сите детали од договорот, веќе имате изградено став во однос на договорот и на тоа што значи ова референдумско изјаснување? Дали ги имаме сите детали од договорот? Мислам дека веќе ни се откриваат грото деталите од договорот, но не го знаеме премостувањето во делот на уставните амандмани. Тоа ми беше мене можеби една од клучните тези во изминатиот период. Договорот првично можеше да се гледа дека има внатре елементи, изворот каде што можеме да црпиме вода за наша воденица. Јас го употребав аргументот според дефиницијата на Колумбија енциклопедијата за политичка терминологија, каде што nationality првично е дефинирано како националност и припадност кон нација, која што има цврсти, силни јазични, културни, историски, идентитетски врски меѓу себе. Второстепеното значење е државјанство и тоа се подведува понатаму во сегментот на политички нации. Тоа во политичката терминологија е многу прецизна дистинкција. Владата одлучи да го преведе како државјанство и грчките власти исто така го преведуваат државјанство. Но во политичката терминологија nationality првостепено и основно значење е нација. Не е тоа од Југославија, од Тито, стари кованици категории, но тоа е актуелна политичка наука. Јас скоро објавив на пост и овдека го имам точно списокот на сите клучни дефиниции од политичката терминологија. Тоа беше првиот момент. Но ова добие едно сериозно тешко сидро во 1.3.ѓ, каде што на придавката македонски и ја одземнавме државноста. Од сега ни една државна институција надвор не може да биде државна, односно не може да осликува етнички суверенитет. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека вие сега сте македонци и придавката македонски е македонска само за по дома и само за во приватната сфера. Дури ни по дома, затоа што ќе ве принудат сите институции кои што се формирани од собранието, основани од собранието и кои што се буџетски финансирани, не ќе може да ја користат придавката македонски. За надвор никако. Третиот момент кој што е критичен и многу сериозен и се одзема правото на науката слободно да твори, слободоумно да размислува, се врамува. Тоа е белег на тоталитарни системи. Таму каде што науката не може слободно да ги промислува општествените текови, да ги конфронтира ставовите на официјалната политика, да биде против тие ставови, па дури и ставовите на официјална политика на соседни земји, тоа е веќе сериозен проблем и политиката се зема премногу овластување да се внесува во една сфера која што не ја припаѓа. Науката по дефолт е слободоумна. Ако таа не ја конфронтира официјалната политика, тогаш нека не и постои. Добро, колку што можам да садам, спорите со идентитетските прашања во договорот, со тоа дали доволно е заштитен идентитетот, македонскиот идентитет. Тодоров, ќе зблеземе во дебатата, се разбира. Тодоров, вие и како историчар, но и како човек што ја разбира политиката, односите во овие релации помеѓу Македонија и Грција, мислите ли дека договорот обезбедува еден таков историски континуитет на она што се вели Македонија македонци? Јас сепак би бил повнимателен кога ги користиме термините. Историски континуитет и слично. Мислам дека е многу битно термините кога ги користиме да бидат јасни, прецизно објаснети, за да не доведува до забуна или до различни толкувања кои доведуваат понатаму до конфликт. Не само конфликт помеѓу два народи, две држави, него конфликти натре во самото општество. Договорот е јасно дека ги одредува и дека заштитува идентитетот на етничките македонци и она што ние го подразбираме под идентитета, тоа е културата и јазикот
етнички. И мислам дека тука во договорот е многу јасно прецизирано што значи македонски и Македонија кога зборуваме за идентитетот на етничките македонци. Во однос на ова што кажа професор Ристовски за губење на државност или за, не знам, етничкиот суверенитет, сепак треба да имаме во предвид дека оваа држава не е само на етничките македонци. И тоа мора да го зимаме во предвид секогаш, дека во оваа држава живеат и други заедници. Од тука барањето на ексклузивност во користењето на придавката македонски или етнички македонци, при тоа и наметнување на другите, создава конфликт внатре во самото општество. Македонско општество. Што се однесува до договорот, таму има една одредба која укажува на користењето на термин и значењето на терминот Македонија и македонски во грчкиот и во македонскиот контекст. И многу е значајно да се истакне дека за прв пат Грција признава дека освен значењето на терминот Македонија и македонски во грчки контекст, во грчки она што се толкува во Грција како дека Македонија е исклучиво и само грчка, сега за прв пат таа признава дека Македонија може да биде и македонска. Тоа е деструкција на еден стар и еден многу значаен мит кој постои во грчкото општество. Добро, благодарам. За сега, Ристовски, само куса реплика за ова ќе ви дозволам во однос на тоа дека навистина се раздвојуваат тие две истории и хеленската Македонија останува за употреба во Грција, а она што ние си ја сакаме и си ја кажуваме овде е во Македонија. Да, ама не можеме науката да ја врамиме, не можеме да ставиме во рамка. Јас објавив на пост пред некој ден. Кембридж универзитетот објавува британски извори, британски научни трудови, каде што го спори ексклузивитетот на хеленската историја. Како може ние сега да прекинеме врската и јас моите деца да ги учам дека Аристотел е исклучиво Хелен? Или Александар Македонски, кога научни извори од Британија, па дури и од Britain Foreign Office, имаат аргументација научна, каде што спорат во тој дел, каде што има аргументи, науката мора да промислува. Не можеме ние да ги лишиме нашите деца да дознаат и оваа вистина. Не може таа да биде само ексклузивно грчка вистина. Не можам јас да го сакатам моето дете да не си знае својата историја. Нашата историја не задира до словените. Таа теза е измислена. Поимо словен е измислен. Склавус латински роб. Тоа е општествена стратификација. Тоа нема етничка компонента. И не можеме ние во еден пресек сме паднале од некаде, сме дошли преку Дунав и сме никнале овде. Од тука сме ние дојденци, утре секој ќе не спори. Кога ќе наплив дојде бран на асимилација, ќе видите дека секој ќе го спори тој момент. Вие сте дојдени, ние сме староседоци. Јас само апелирам и укажував на сите моменти и на сите критични точки да не дозволиме отворена рана. Уште од почетокот говорев, а пизмен политиката е погрешна. Чемберлен се смета за најслабиот премиер во Британија. Благодарам ви, ја сватив поентата, а ќе ве вклучам малку подоцна останати соговорници. Тодоров па Димитров. Бидејќи директно имам историско тука, историска дебата, па после Димитров. Јас мислам дека договорот напротив кажува за и ги решава тие ексклузивности, права на ексклузивно користење во однос на терминот Македонија и македонски. Мислам дека таму договорот е многу јасен. Односно ова второ толкување на минатото и правењето на врската помеѓу нас и антиката и за овие толкувања за значењето на словените и доаѓањето. Тоа нема врска со она што е денеска актуелно во историската дебата. Морам да го користам да го потребам овој термин, ама ова што се кажува, тоа е буквално митологија и тоа е националистичко толкување на минатото. И тоа е токму тоа минато. Јас зборувам дека приказната дека словените дошле и изникнале, тоа не се базира врз основа на методологија, на методолошко истражување, научно, туку се базира на желби на одредени Вашата историја на македонскиот народ од 69-та година на Институтот за национална историја, каде што сте вие вработен, прочитајте ја. Сум ја прочитал. Па таму што вели? Дека терминот Словени доаѓа од склавиниите кои се енклави на робовите, на склавусите.
Добро, тоа и се претпоставува дека доаѓа од таму терминот. Добро, и каква тоа има врска во целиот контекст? И тоа Хрват ја пишува КГБ-овец. Да, ма каква тоа има врска? Не е словенски, не е еден од јужнословенските јазици. Тоа е друга тема и едноставно не се коси со ова. Добро. И словенскиот е од индоевропски јазици. Министре, водевте ли аспекти во кога се создаваше договорот околу овие историски осетливи, чувствителни прашања? Во оваа дистинкција од членот 7, меѓу покрај културниот историскиот контекст има и географски контекст. Разбирањето на поимот Македонија и македонски се однесува на територијата на денешна Грција, односно Грчка Македонија, северниот дел од Грција, и во нашиот контекст се однесува за нашата територија. Апсолутно имаме право и да презентираме и да се гордееме со тоа што се случувало кај нас, во смисла на археологија. Проблемот е што народите и нациите во модерната европска политичка и филозофска смисла е категорија на 18 и 19 век. Да се гради мост 2400 години наназад и битката за тоа дали сме македонци да се сведе на тоа кој има посилни права врз Аминта трети, е несериозно, неодговорно. Кој не праша нас кога фативме со тој процес? Дали имавме референдум за таа работа? Ние во името на одбрана на идентитетот си ги срушивме позициите кај третите држави, дадовме аргументи дури на силите што не сакаат ова прашање да се реши, што сакаат Македонија да остане во една ваква фаза на незавршена државност, во едно лимбо, каде што сме 27 години, и направивме едно големо збунување внатрешно од овој аспект. Што вели преамбулата на Македонскиот устав? Се споменува Илинден 1903 година, се споменува Асном 1944 година и се споменува референдумот за независност од 8 септември 1991 година. Кои се нашите преродбеници, кои се нашите поети, кој отварал во велесна трибина, се одржа на платото до Центарот за култура Јордан Хаджи Константинов Джинот, кој што народот го нарекол Джинот, бидејќи отварал училишта во 19. век. И ова со таа етничкиот суверенитет. Македонија има мултиетничко општество, суверенитетот произлегува од граѓаните, Македонија е на сите нас овде. И за терминот nationality има конвенција за nationality на Совет на Европа, која што во членот 1 вели nationality значи, без разлика на локалните различни толкувања, правната врска меѓу граѓанинот и неговата држава. Значи се однесува на државјанство. Има и спор, има и случај пред Меѓународниот суд на правдата од 1955 година, каде повторно се однесува nationality на државјанство. А и терминот политичка нација има многу повеќе врска со вкупното граѓанство, отколку со етничките елементи на еден конкретен народ. И во таа смисла, во графата на сите земји членки на Обединетите нации, каде вика полно име, кратко име, јазик, придавка за nationality, секаде се однесува на државјанството. Муслиу, во тој контекст и во контекст на договорот имаше тези од групација од албанска страна дека на овој начин практично албанците стануваат на некој начин македонци слеш Република Северна Македонија, што не се проблематизираше. Го симплифицирам прашањето. Видите, во парламентарна демократија веќе имате секакви ставови, па дури ќе се трудат и научни симпозиумите да се држат во политички форуми, што е погрешно, затоа што сите граѓани не може да бидат експерти за било која научна дисциплина, сега научна расправа да водиме преку јавни медиуми. Кај нас имаше такви тенденции, но многу брзо се реагираше со фактот дека во нашите сегашни пасоши има
тројно именување на државјанството, едното на македонски, едното на англиски, едното на албански. Може би има малце компромис околу албанската верзија, која укажува дека тоа е односот на граѓанинот со државата, така буквално преведено на албански би значило, значи на Македонија, и укажува на државјанството, и мислам дека тие дилеми многу брзо се надмина, секако дека дистинкцијата помеѓу различните етнички групи им подпомага на сите различни етнички групи во Македонија. Ние сите сме граѓани една држава, секој си има своји етнички карактеристики и тие на нив не треба да се гледа како на хендикеп, и мислам дека во тој дел расправата во тој правец и одеше. Јас сакам да се искажам за ова, за заштитата на јазикот и нацијата и така. Видите, мислам дека е дефетистички да се инсистира дали е заштитен идентитетот. Идентитетот не треба да се штити, идентитетот треба да се негува. Ја мислам дека со овој договор е направена јасна дистинкција помеѓу тоа како разговарал или како говорел Александар Велики или македонски, како говорат современите македонски граѓани. И таа е голема дистинкција. Модерното време... нема пишан запис за тоа како говорел. Да, значи и модерното време подразбира и овозможува и двојни и тројни идентитети. Никој овде, ни со овој договор, ни со било кој друг договор може некому да му забрани да се чувствува и современ македонец со македонски јазик, култура поврзана со словенски и јужнословенските народи, и да се чувствува малце хелен, па малце се чувствува и англичанец, и тие големите народи тоа го прифатиле најнормално. Само да ви кажам дека една од најстарите демократии и најстарите кралски лози нели во Европа, англиската нација прифаќа дека дел од нивниот идентитет е формиран од викинзите, дел од нивниот идентитет е формиран и од старите римљани, и тие го формирале модерниот идентитет и не се откажуваат од било која компонента на тој нивни идентитет и немаат никаква дилема врз основа на тоа. Но кај нас, за жал, во ситуација каде што имаме неколку страни во однос на овој договор, имавме страни кои имаа јасни ставови, било да се за, па дури тие кои беа против, има многу јасни станови. Најнејасен став има тие кои беа за бойкотирам, и со нејасни, со конфузни и со дури невестинити и лажни факти се трудеа целиот процес да го измешаат. Ја длабоко верувам дека ако работите јасно се искажат, без некои да кажам сопки или без некои замки во нив, на повеќето на граѓаните ќе им биде јасно која е историската големина на овој договор и кои можности ни се отвараат после овој договор и што е алтернативата на тоа. Ние овие 20 и неколку дена сме слушале многу колку е овој договор штетен, но никој не ни дал подобра и поперспективна алтернатива на тоа, и мислам дека сите вклучени во процесот на промовирање на овој договор за можната алтернатива. Есмеров, договорот дали ги гарантира доволно македонскиот идентитет и нација, она кое што се наметна како најголема дебата во јавноста, откако дел од историчарите излегува со контратези на тоа прашање? Видете, за мене ги гарантира доволно. Врзувањето на историјата и влечење на конец од античката историја на денешната нација за мене е апсолутно неприфатливо. Прво затоа што се поминати повеќе од 2000 години, второ затоа што зборуваме славјански јазик, сме православни славјани, зборувам за македонците. Долги години сме тоа и немаме никаква врска со хеленистичката култура. Јас сум горд на тоа, да ви кажам. Во вториот дел, по однос на историските факти, ја би го остил тоа на историчарите. Не сум историчар, може има еден господин што е нас, тоа може да го интерпретира, меѓутоа можете да најдете еден кој ја спори таа античка историја во Грција, може да најде 1001 кој не ја спори. Конечно, скоро 90% од западната историографија говори дека античкото наследство припаѓа на Грција. Не дека нема тука артефакти, но едноставно ние сме славјани, говориме славјански јазик
Да, но православни изминатите сме. десетина години антиквизацијата, процесот на видете сега. антиквизација донесе и поинакви тези кои што во Да, ама одреден јас ќе дел ве од потсетам- граѓанството да, можеби ама јас ќе ве потсетам за- вродија со плод. И сега веројатно има одреден корпус на граѓани кои што сакаат или се идентификуваат со таа култура. Јас ќе потсетам на една реакција на 178-180 професори видни, значи највидните професори од Кембридж, Харвард, Стенфорд, Колумбија универзити, кои потпишаа писмо, своевремено мислам 2008 година, кои го спореа тоа. Сега ќе најдете и од другата страна, меѓутоа тие се значително помалку. Конечно историјата не се ни жвака, не се ни живе од нејзе. Ова е реалноста на нашата генерација и ова е реалноста најверојатно од нивните генерации. Подобар договор од овој не можеше да се постигне во моментов. Може би можело, за среќа, некој бев ја советник во владата на Љупчо Ѓорѓевски, он тогаш се заложи добро за да го постигне договорот, меѓутоа тогашната опозиција се спротистави и до договор не дое. Тогаш може ќе успеевме да го имаме, да го избегнеме оне ерга обнес, меѓутоа за жал сега не го успеавме. И доколку сега не помине овој договор, следниот договор, верувајте дека нема да го содржи зборот Македонија. Ќе биде многу понеповолен, многу поразличен во период кога Македонија ќе биде поекономски немокна, понемокна економски, со многу поголем попаднат стандард, со изнемоштени граѓани од предолго чекање и ќе се плашам дека во тој момент така строзени граѓани, така строзена држава ќе мора да прифати се што ќе биде понудено. Благодарам. Верувајте, ова е последна шанса за Македонија. Која е другата теза? Која е алтернативата ако? Класично изместување на тезите, мислам. Да го ставите вие народот до свршен зид, а знаете, ни во христијанството со смртта не завршува се. Што е тоа се? После мене потоп? Не е точно. Јас тврдам дека Македонија, македонците имаат интелигенција и разум и ум да најдат и подобар договор и подобри услови за таков договор. Па чекавме 25 години, зошто немаше? Јас ве молам, антологијата на глупоста ВМРО и СДСМ ја правеа, не ја правеше нацијата. Таа антологија на глупост доведе до разединетост, не делеа едни и други, и денеска не делат едни и други. Добро, и? Како може? Во услови на поделена нација што очекувате вие? Зошто не се постигна 25 години договор? Па затоа што антологија на глупост ја водат две партии. Ма не ме интересира, зошто не се постигна? Не со Вие, флоскули и добро, не можете. Зошто не се? Сега реалноста е таква, еве да речеме, да ја прифатиме тезата дека е точна вашата, дека 25 години поради X причини или неспособност Знаете, на ваков различните договор влади не успело да се направи. Секој Што можеше сега? да постигне. Буквално секој можеше да постигне ваков договор. Значи вие велите Димитар? ја го сочував идентитетот. И Муслим. Па ја ве молам, па власите го има сочувано идентитетот. Говорат свој јазик, така? Се кажуваат власи, живеат во држава, творат во држава. Имаат своја држава, немаат. Зошто некој да одземе етничноста на мојата држава? Зошто сите останати да влезат, а македонскиот народ да не влезе? Две поенти или три можеби. Прво, историјата е многу важна, ама еднината е поважна, затоа што ние не можеме да ја смениме историјата. И кога возиме, гледаме низ шофершајбна, повремено погледнуваме во ретровизор. А сигурно не гледаме многу далеку назад, кога гледаме во ретровизор. Второ, ова секој можеше, ние имаме спор со држава која што може и без договор. Грција е во ЕУ, Грција е во НАТО, нас не треба повеќе да отвориме таа врата. Кога имате било со луѓе, било меѓу две компании, било меѓу две држави, од другата страна субјект кој што има повеќе алтернативи од вас, кој што може и без договор, преговарачката позиција ви е комплексна и проблематична. Груевски, вчера ме прашавте за интервјуто, се подготвував, и најдов во интервју од 2009 година и пол после самитот на НАТО во Букурешт, каде вели грците сакаат и јазикот да ја следи одредницата кон името Македонија. Например, да биде северно-македонски јазик, ново-македонски јазик. 2011 во Собрание вели сакаат едно име за сите употреби и не се спремни за идентитетските работи да отворат врата. Во ноември 2017, нема ни една година, вели Грција никогаш нема да прифати македонски јазик, преведлив на сите јазици, на англиски, например, Маседонија. Значи, за да се дојде до ваков договор, требаше Грција да се убеди дека има интерес да се затвори прашањето, бидејќи политички капитал на ова прашање не трошиме само ние, туку трошат и они.
последните анкети во Грција велат дека 60% од јавноста смета дека е лош договорот. А опозицијата ја споменав веќе. За да се убедат, треба да се убедат дека имаат интерес, дека ние на некој начин како комши ќе имаме сродни интереси и дека зреењето на Македонија, што се постигна благодарение на длабоката морална криза во 15, 16 и 17 година, создаде овде волја да си ги фатиме работите, да си ги решиме проблемите, да го фатиме дизгинот на нашата иднина. И јас кога бев на првата посета во Атина минатиот јуни, 17-та, реков, ако сакате да имате пријателска, демократска, отворена држава кон вас, сега е моментот да излеземе од овој ров. Бидејќи ние 27 години се обидуваме да најдеме друга врата напред. Добивме и, јас бев козастапник во тужбата против Грција во Хаг, завршниот збор го имав, ја добивме таа пресуда, ама таа правна пресуда не ни помогне да ја смениме политичката реалност. Не може со лошо да се создаде добро. Ристовски реферираше кон тоа дека ваков договор можел било кој да направи, дека практично не сме извлекли ништо повеќе од она што како нација, како народ, како држава ни припаѓа во секој момент. На човек што владееше со Македонија добро време, кој што вели, не се отворени за правото на самоопределување. И во крајна линија, ако можел, зошто не го направил цела генерација, повеќе на генерација изгубивме. Значи, не е, и второ, последната поента, трета, идентитетот не е само кој сме, туку и какви сме. Еве, се согласуваме сите дека сме македонци, имаме и албанци, се разбира, и на панелот, и во државата, ама зборуваме сега за македонскиот народ, за македонците. Колку сме успешни, каква ни е државата, какви ни се примањата, каква е невработеноста, какво ни е здравството, какво е образованието, и тоа е се идентитетот. Колку сме со само доверба, ова ни помогна стотициве статуи на плоштадот овде во Скопје да бидеме погорди македонци. Носев една холандска делегација од центарот до Стара Чаршија, која што е меѓу ретките автентични убавени од нашиот идентитет. Александар, кој што го викаме воин на конј, мајката со он бебе, таткото следниот споменик, лидерот на таа холандска партија кој што е сега во влада вели, добро, ова што сакате да кажете со ова? Мислите дека тоа не прави горди или не прави проблематични? Добро. Можеме за тоа да дебатираме, ама не може тоа да стане. Скопје 2014 било изградба на македонскиот идентитет. Така се зборуваше во собрание во 2010 година. Ако е идентитет барок наш, некој автентичен, или стиропорот, што ако пикнете со прст па се руши фасадата, ја не сакам таков идентитет. Ја сакам цврст, наш автентичен, охридскијата архитектура, например, е автентичен идентитет. Благодарам. Муслију, можеше ли и подобар да биде во таа насока договорот, ова на што реферираше еден од дискутантите? Види сега, кога некој нешто ќе направи, а ние сите знаеме дека меѓународните односи не се односи на високи морални вредности, туку се односи на сила. Почнувајќи од Обединените нации, каде што само 5-6 држави имаат право на вето. Така да не функционира светот само на желби и на добри мисли. Он функционира и на систем на моќ. И тука е министрот во право. Тука имавме две страни кои не беа на исти позиции на моќ и на потреба да се избоксува договорот. Ја мислам дека е за поздравување фактот што владата активно се вклучи да го реши овој спор во момент кога сите други коцки се поклопија. Се поклопи влада во Грција, која беше спремна реално и поискрено да преговара. Се поклопија интересите и на нашите евроатлантски партнери ради можното негативно влијание на некои источни земји во Македонија. Трето, ја мислам дека сериозно ни помогна и фактот што нашите европски партнери не се чувствуваа ни комотно зашто една мала Македонија помина ни сите овие трауми, баш ради тоа што стоеше пред вратите и на НАТО и на Европската Унија. И четврто, имавме влада спремна и храбра доволно да влезе во целиот процес. И овој договор немаше да се постигне само ако двете страни сакаа, туку двете страни беа охрабрени. И тука е министерот во право.
Требаше грчката страна да се убеди дека има придобивка од ова. Ја мислам дека почетните месеци на преговарањето тоа и се случуваше. Повише активности беа у Грција за да се убедат грците да не направат протести какви што направија на почеток на 90-те години, само ради тоа што се користеше терминот Македонија. И ние не може да ги забораваме тие факти и да излеземе паушално дека можело подобро. Може би можело подобро 82-а. Но во ситуација каде што ние сме уморени, во ситуација каде што неколку стотици илјади наши сограѓани не се више тука, околу 100.000 од нив јавно се декларирале во соседна држава дека се од друга етничка припадност, баш ради таа мака и тие траумини с кои економски поминувале, ние настојуваме да испуштиме можност да бидеме атрактивни за сите наши млади сограѓани, за сите дури и други, па дури и да ни се вратат. Така да не може неодговорно ние да влегуваме во тоа дека можело подобро. Можело подобро треба да се каже кога и како и кој. А дека ќе може во иднина, треба да учиме од фактите. Може би најлесно било, не само да го докажам, може би најлесно било 95-та година, па било малце потешко 2008, но 2018 сигурно не било полесно од 95-та. Ние не сме имале храброст као општество тогаш, немале политичките партии храброст као политички партии, немале визија, а и одлучност, и тоа се случи сега. Дали таа аналогија значи дека 2028 би било најтешко и дека тогаш не би добиле ништо од ова, Ристовски па Тодоров? Ете, достоинството е голема работа. На индивидуата, камоли на нацијата. Ако вие самите не си го цените своето достоинство, нема никој да ви го цени, никој нема да ве почитува. Ние сега, ако влегуваме, ќе влеземе без достоинство. Да не се разбереме погрешно. Јас сум прв да влеземе во Европска унија и во НАТО. Тука е чиста ситуацијата. Јас сум прв да имаме одлични добрососедски односи со Бугарија. Но ајде запрашајте се. Како Македонија со 40.000 борци во антифашистичката борба влезе со Југославија? Како? Кога тие ги отворија рацете, расширија и прифатија, вие сте македонци, по идентитет, по нација, го говорите јазикот и така натаму. И ние сега со Бугарија подпишуваме договор и мислиме ние дека сме го решили проблемот. Тоа ви е како оној научен експеримент кога питонот змија е во стаклен аквариум на песок, му пуштаа стаорец храна и тој ја затрпува змијата додека спие со песок, се извинувам да докажам. И откако ја затрпал со песок, вознемиреноста престанала, се смирил, стравот го снемало и мислел го решил проблемот. Не. Тогаш дига глава и тогаш го снемува. Черчил беше во право кога на Чемберлен, премиерот британски, му кажуваше: храните крокодили, надевајќи се дека последни вас ќе ви изедат. И на крај се случи тоа што се случи, а пизмен политиката е докажана во политичката империја дека со овие договори Македонија не добива искрени пријатели во Бугарија и утре во Грција. Каков искрен пријател кога грчкиот премиер му вика на нашиот премиер лаже? Не е проблем Зоран Заев. Проблем е премиерот на мојата држава. Јас се чувствувам навреден. Вас некој ако ви рече лажете на јавна цена, вие сигурно ќе се почувствувате навредени, а камоли дома да го поканите. Значи тоа е непримерено. Не е добро тоа да го дозволуваме и постојано да демантираме. Сега во Америка повторно демантиравме. Не било единствена Македонија, била ваква Македонија. Тоа е понижувачка ситуација. Тодоров, со скршена кичма, со наведната глава, без достоинство не можеме да водиме државата. Народот ќе нема достоинство. Тодоров? Три работи. Прва работа, не се доискажав на почетокот од емисијата кога професорот Ристовски спомна дека ким се наметнува, ако разбрав добро, поправете ме, дека се наметнува на историчарите, ким се кажува како ќе пишува, па дали сега бугарите, грците ќе ни ја пишуваат историјата? Да објаснам, значи, никаде во договорот не кажува кој како ќе пишува историја. И никој на никого не може да му забрани како ќе пишува и после 30 септември, и за 5 години, и за 10 години. И тоа мислам дека е манипулација со јавноста кога се кажува дека ќе се забранува да се пишува за тоа или ќе се забранува да се користат одредени. И ако има луѓе што ќе сакаат да се чувствуваат етнички македонци, сигурно никој нема да им забрани да се чувствуваат етнички македонци. Втора работа односно дома, така. Во приватна сфера. Да се доискажам. Втора работа. Можеме државата македонска да не решиме надвор, еве во Брисел. И министерот се плаши да нарече македонска. Ве молам, јас не ве прекинувам, премиерот исто се плаши. Добро, страф е тоа како не е страф. Не ми ставајте зборови во уста. Никој не се плаши. Придавката македонски како од Догин се плашиме сега, од неа на меѓународна сцена. Зошто? Зашто ќе реагираат грците. Добро, Ристо, само да се понижуваш што е. Значи не ми ставајте зборови во уста. За себе зборувајте. Втора работа. По однос на договорот и историјата.
македонското општество, македонските политички елити, особено минатата влада, мислеше дека со аргументите на историјата ќе го убеди светот и ќе убеди Грција да го имаме правото на користење на името Македонија. Тука направивме сериозна грешка. Мислевме и верувавме дека може да го промениме минатото реагирајќи против сегашноста. И тука изгубивме, по моје мислење, како историчар, мислам дека изгубивме многу аргументи и само се усложнивме ситуацијата и моравме, предпоставам, во договорот да стојат точки кои разграничуваат значење на термини Македонија, македонски во различни контексти, различни општества. Тоа е во однос на користењето на историјата и во дебатата со Грција. Тоа е важно и заради иднината на договорот, кога ќе треба да се формираат заеднички комисии да работат на учебници, на слични такви комисиите кои работат и кои се предвидени, кои се направени во однос во договорот со Бугарија и во договорот со Грција, тие се паритетни комисии. Тие не се однесуваат само на Македонија, тие се однесуваат и на Грција. Златно правило кај историчарите во историски науки е покажи ми историјата, ќе ти ја пророкувам иднината. И тоа професорот го знае. За соседите. Значи, комисиите даваат можност да ние, македонските историчари, и ние ги изложиме аргументите во на колегите историчари во Бугарија и во Грција. Тоа е еден диалог, каде што едните на другите се кажуваме што ни пречи во учебниците по историја. И нашата цел е да ги надминеме тие толкувања кои постојат во учебниците кои се извор на конфликт. И мислам дека тука е една можност која ни дава на нас од една позиција на затвореност, во ровови да излеземе и да се соочиме со нашите соседи, со националистичките, јас ќе кажам и со националистичките толкувања кај некои историчари во Бугарија и во Грција и да успееме да се обидеме и да успееме во нивните учебници да се метнат некои формулации кои и толкувања кои се од корист на македонската етничките македонци конкретно. Министре, ние живееме во регион кој што Черчилеве беше спомнат, произведува повеќе историја од што може да свари, да абсорбира, а не доволно иднина. Имаме еден нездрав надпревар кој народ е најстар, на пример. Србите викаат, ние сме најстар народ на светот. Грците викаат, ние имаме сега една спојка на јалбанците и бошњаците. Ајде да се надпреверуваме малце кој е горд со живава генерација и што можеме денес да направиме. Македонија е предмет на предизвици идентитетски подолго време. Дали македонскиот јазик, македонскиот народ, автокефалноста на Македонската православна црква. За да се решат тие проблеми и да ставиме точка и да го затвориме тоа поглавје на предизвици околу македонското прашање, не треба да седиме во ровот и да чекаме да се случи тоа само од себе. Значи, напротив, треба храброст и треба самодоверба. Полесниот пат, ова што се нарекува апизмент, полесниот пат е да чекаме нешто да се случи. Митот дека некој друг има интерес Македонија да го надмине спорот со името, да влезе во НАТО и да се затрча по возот во ЕУ, кој што може би е последен, најверојатно и е за нашава генерација, дали во Вашингтон, дали во Берлин, кој се секира за Македонија, ако не се секираме ние? Добро, но таа иднина, например, ние го отворивме тој соберат процес. утре, да, ве разбирам. Ќе се соберат утре комисиите од двете страни и нема да се согласат за некое прашање. Моите колеги Екатерина и Никос, дали тоа значи дозволете, поента е. Екатерина и Никос на самитот во Луксембург, не беше самит, Совет за општи работи, кога ги формулираа заклучоците за земјите кандидати во контекст на Европската Унија, се бореа, ова ми е од 15 колеги, не ми е само од нив, како да се работи за нивна земја. Значи, ние создадовме една фактичка солидарност, договорот се согласувам, полесно е да се подпише парче хартија, отколку да се изгради вистинска почит и прифаќање, ама е првиот чекор. И ако вие со исправена глава, без комплекс, влезете во ова прашање, оти ние имаме дури
Ја не сум историчар, може би нема да се сложи професорот, меѓутоа имам чувство дека има една нишка, една импликација на комплекс низ нашата историографија. Дека бегаме од едно и тоа веројатно сите нации го прават. Ама мислам дека е време да пораснеме, 27 години ни поминаа, нашава генерација ќе потврли ако не остави Македонија, што е видливо подобра од таа што ни оставија нас 91 година, а младиве губат трпение и одат со туѓи пасоши надвор. Значи, времето на чекање и нерешавање на проблемите е полесниот пат. Потешкиот пат е да излеземе од ровот, да ги решиме проблемите и да се тргнеме напред. Крие ли опасности договорот и какви уставни измени очекуваат Македонија веднаш по рекламите? Во отвореното студио на ТВ24, последната од 6 дебати наменети на предстојниот референдум во Република Македонија. Господин Есмеров, разговараме за договорот и потенцијално и крие ли тој замки некакви. Во смисла, ако утре историчарите од двете страни не се договорат за некое прашање, дали може Грција да ја блокира Македонија на патот кон Европската унија? Видете, договорот можеби ќе беше подобар доколку постоеше меѓународен гарант. Меѓутоа гледаме дека продефилира еден куп политичари, дојде Ангела Меркел, моторот на лидерот на моторот на Европската унија, Германија. Имаме порака од Макрон, Себастијан Курц дојде државен секретар за одбрана Матис. Мислам дека тие сами по себе се доволна гаранција дека при некакво измрдување на Грција или интерпретирање било какво на договорот, дека притисокот ќе биде врз нејзе, а нема да биде врз Македонија. Во моментов ситуацијата во Македонија е следна. Реално е следна. Имаме 300 евра плата, имаме меѓу највисокиот просек на мртвородени деца, имаме не толку добро здравство, имаме, да не речам, не толку добро образование, немаме добра инфраструктура, немаме излез на море, фактички немаме ни делумно дефинирана државност, бидејќи во Обединените нации знаете дека под кодно име сме примени. Во една таква ситуација, и кога имате, тогашната опозиција тврдеше 600.000, нека се 300.000 одселени граѓани, и околу 100.000 со различни пасоши од македонскиот, значи тие се декларираат со различен народ, различна нација, од 1.600.000 етнички македонци, бидејќи другите нели се албанци, има турци, муслимани, египтјани, роми. Во таква една ситуација фактички ние населението е 1/4 ни излезено надвор. За какво достоинство збориме? За што разговараме ние? Единствено што можеме да разговараме во овој момент како да застанеме на колосекот кон НАТО и кон Европската унија и како ќе ја гледам иднината понатаму. А една само сугестија имам, преска ме прекинавте, бидејќи господин Ристовски рече дека не се постигнал договор поради глупоста, така на антологиската глупост беше на македонците, на ВМРО и СДСМ, така беше. Па имате можност, ја бидејќи не верувам во тоа, сум имал можност во 2 влади, и таа првата на Љупчо кога сакаше да го реши, и во оваа, да бидам некаков функционер, би препорачал да организирате една партија и овие тези кои за мене се анахрони, а за вас реални, излезете на избори, можеби и сами ќе се уверите дали може подобар договор. Вие ќе бидете тој што ќе преговара. Тоа е многу едноставно да го направите. Ова е плурализам, демократија, може да излезете и да видиме. Конечно за тоа сме тука. Така. Благодарам. Тодоров, повелете. Една работа која не кажав пред паузата за реклами, а тоа е третата поинта дека и значењето на договорот. Нас може 130 земји да не признават предуставните. Но се додека соседите не ги признаат трибутите на етничките македонци на нивната држава, ние немаме некој големо фајде од тоа ако Буркина Фасо не признае предуставните. Сакам да кажам, нашиот контекст е ние действуваме, ние живееме во еден друг контекст, тоа е со соседите, со Бугарија, со Грција, со Албанија и со Србија. Значи, ние имаме потреба прво со нашите соседи да се спогодиме, да бидеме најчисто, најасно со нашите соседи и верувам дека аргументот на 130 земји признаени под уставно име не носи нека корист во таа битка која имаме ние со соседите. Добро. Ристовски, која е алтернативата? Еве, да речеме, пропаѓа договорот, пропаѓа референдумот, Грција не ратификува, Македонија не влева. Која е алтернативата на Македонија? Мислите дека... Само апропо ова една реченица, значи, се работи за класичен ГМО инженеринг врз нацијата.
Ние живееме во Европа која што има концепт држави и нации. И така функционира од 19 век навака. Во соседството не само што имаме концепт држави и нации, него имаме класичен етнофилетизам. Во Бугарија вие не можете да се наречете македонец, албанец, во Грција исто така не може. Така? И сега велите, сакаме да се договорим со соседи, па јас сакам да се договорам. Јас сакам да има 6 ленти автопат Скопје-Бургас. Јас сакам бизнисите да општат. Но дали е можно во вакви околности? Другиот е тој што треба да отвори врата, не ние. Ние подаваме рака, еве сакам и со договорот. И ја би го поддржал договорот. Но се додека е под фронтален напад, под оган, идејата за македонизам, нема, јаболкото на раздорот ке стои. Вие може да го симнете на македонскиот народ етничкиот елемент од државноста. Од секоја државна институција, од државата надвор, но со тоа не сте го решили проблемот. Напротив, сте го мултиплицирале и ќе видите допрва што ќе следи. А со географска одредница се симнува етничка? Апсолутно. Апсолутно. Ке пораснат апетитите на екстремизмите дома и надвор. Дали разбираме дека храниме крокодили, надевајќи се дека последни нас ќе ни изедат? Не може така. Сме имале различни видувања на државните институции. Јас сум ги подразбирал нив не као етнички институции, туку сум ги подразбирал као граѓански. И тие не може да бидат етнички институции ако не се бават само со етничките прашања. Така да ни операта, ни балетот, ни министерствата не може да бидат етнички институции затоа што се на сите, а овде има повеќе етникуми. И втора, морам да окажам, пошто преска пред паузата. Значи, у Балканот ние сме слушале многу за достоинствени нации, за достоинство, а сме добивале стандардно напатени граѓани кои биле у бегство и граѓани кои бегале од тука. И многу е лесно да се користат тие термини кога имаме константно осиромашување на нашите граѓани. И ние, не е 90-та година толку далечна, ние сме биле напредно општество и економски и политички за некои централноевропски држави, кои ми у бивша Југославија сме ги посетувале затоа што било ефтино таму. Сега тие се каде пред нас. И не може евроатлантските интеграции да се земаат као нешто кое би било добро, но не е круцијално. Тоа е круцијално. Е круцијално и од аспект на квалитет на живот и на задржување на граѓаните, но и на градење на институциите. Ми овде не успеавме да изградиме институции затоа што не бевме дел од тие поголеми системи. И трето, треба, види, Младен, во сите наши етноистории на балканските народи, секогаш има некоја тажна песна за тие клети западњаци кои нас не оштетиле, не осакатиле или ни нанеле зло. Ние во недела одлучуваме дали ќе станеме дел од тоа одлучувачко општество. Нема поголема војна сила од НАТО у светот. Нема ни баланс. Ние добиваме или ни се дава можноста да одлучиме да влеземе во тоа друштво каде што ние ќе бидеме тие исто така кои ќе одлучуваат равноправно со светски велесили. Ние со тоа у недела што треба да се произјасниме, ќе добиеме прозор да станеме дел од европското општество. Значи нема алтернатива за нас европското општество, но нема и за светот. Не се случува европјани да бегаат за Африка или за Азија, туку цела Африка и Азија сака да побегнат у Европа, а нам ни се отвара можност да бидеме равноправни членки таму, каде што ќе имаме равноправен глас. Тој равноправен глас кој нам сега ни го успорува процесот на интеграција, ќе биде заштитен меанизам за нас која ќе бидеме членка. И тој, само да се доискажам, тој консензуалниот модел, не треба ние малите држави да го гледаме као штета или као нешто штетно за нас, тој е баш за нас заштитно и тој ги штити помалите. Така да имаме дилеми во овој момент. Дали има подобри опции? Апсолутно нема подобри опции. Но во моментот имаме можност као граѓани на оваа држава да одлучиме во кој правец се движиме. Ја мислам дека граѓаните на Македонија никогаш немале таква можност. Секогаш околностите одлучувале за нив. Овој пат директно, значи подиректна демократија од референдум нема. Директно може да одлучиме во кој правец сакаме државата да се движи. И нема изговор. Нема изговор. За мене логичен и рационален. Димитров го дели ставот дека друга алтернатива нема. Не, ама нема логичен и рационален изговор. Ама види, нема назад во Ром. Може да. Ама нема логичен и рационален изговор за неучество во процесот. Нема. Дури и стравот дека ни се штети со овој договор, треба да е потик да одиш, да излезеш, па да гласиш против тоа. Зошто да бидеме ние првиот ГМО експеримент во Европа? Види, ајде нека ни покаже пример Шпанија да речеме со Баскија, нека ми покаже Франција, нека ми покаже Германија. ГМО важи за храна, нека ми покажат сите, нека покажат Бугарија и Грција, па тогаш и ние нема проблем. Да. Зошто ние да сме првиот ГМО експеримент? Зошто? Јас сум дипломат од 96-та година
Значи, освен во една мала регионална организација каде што сме со Република Македонија, секаде сме поранешна Југословенска Република Македонија. Ние сме дефинирани со претходен статус, дека сме биле една од југословенските републики. Југославија веќе не постои. Едно време Србија и Црна Гора имаа мала Југославија, независна стана Црна Гора, единствено постои во нашата референца. На Евровизија сме така. Многу често на спортски надпревари сме така. Во Европската Унија денеска почна скринингот, па имаше македонски јазик, на кабините пишува или МК, или пишува официјалниот јазик на поранешна Југословенска Република Македонија. Дали е тоа подостоинствено? Немаме еден договор подпишан со Европската Унија, каде што се споменува македонскиот јазик или е подпишан на македонски јазик. Или, ако успееме да стигнеме до таму и да влеземе во членство, македонскиот јазик ќе стане еден од официјалните јазици во Европската Унија со 500 милиони луѓе. Значи, за мене, јас се чувствувам горд и мислам дека нема попатриотска должност од да се најде пат, да се најде излез и да се понуди излезот на граѓаните да одлучат. И за мене е грозно бегање од одговорност, како што е бегање од одговорност и од нападот на собранието од 27 април лани, и од индикациите за криминал, оти ние имавме површен национализам, а зад него, кој ќе го гребнете, труло од криминал. Нема поголема патриотска должност да се тргне пречката, за да се оди напред, заштитувајќи тоа што ви е важно, и тоа го направивме на наша иницијатива. Никаков експеримент, што пре Германија или Шведска, не знам што мислите со тоа ГМО експеримент. Ја мислам дека ние си ги решаваме проблемите, апсолутно ќе треба и Бугарија да расте, и Грција да расте, како што ние растеме, бидејќи и таму, и они се балкански држави, и таму мора заедно да го порастеме регионов, немаме време. Светот е непредвидлив, Европа е заситена од проширување, а ние уште овде се расправаме за нешто што не им се важни на денешните генерации. Добро, се знам, министре, нели ве боли малку, или совеста да ве допре малку, кога премиерот надвор во Европа ке рече некаде македонска нација, веднаш стига демант од Грција, не го лажете народот, не сме признали македонска нација. Нели ве боли малку тоа чувство? Дали Коцијас, мојот колега, рече, во интервју го обвинуваат, вели, зашто се дозволиле македонски народ, македонски идентитет, македонски јазик. И он вели, имаат право на самоопределување. Што да правиме, да им ставиме пиштол на главата? Знаете каде сме се самоопределени? Внатре. Не сме внатре. Внатре. Ние за надвор не сме македонска нација. Секаде сме. Македонскиот јазик е во договорот. Македонскиот народ е во член 7. Државјанството во ЮН ќе не биде биде во преамбулата? Државјанството се разбира дека ќе биде. Единствената, јас ги повторував неколку пати јавно, можам и сега, 4 амандмани. За преамбулата ќе се набројат конкретните конститутивни одлуки на АСНОМ. Тоа е со цел да се избегнат тие аспирации во Асномската декларација кои што реферирале на Пиринска и Егејска Македонија. Документ има таква работа. Заради тоа се прават промените? Заради тоа што тоа, исто како и повикот Македонија е само Грчка, каде што има и редентизам, и тоа е редентизам, ако ние велиме, ја сакаме целата за нас. Ние сме си направиле држава на ова парче земја. Добре. Факт е дека историскиот регион Македонија е поголем од нашата. Да расчистиме, македонскиот народ и делови од останува во преамбулата, убава работа, остануваат во преамбулата, бидејќи тоа се постави како дилема во јавност. Албанскиот и така натаму и така, апсолутно. Добро, јас тука ќе замолам публиката да се подготви за прашања. Може микрофонот да оди тамо и значи дистинкцијата и релевањето, Владен, се прави помеѓу нација и народ. Нацијата е тој односот на државата со граѓаните и тоа не треба да се злоупотребува као термин. Затоа што тука и стравот се раѓа. Благодарам. Знаете, јас реагирав на пристапот околу уставните амандмани. Сега министерот знае, он е магистар по меѓународно право, мислам. Точно знае што значи во спогодбата in toto. Значи во целост, без исклучок, до точка и запирка. Упатува на пакет. И сега кај мене тоа раѓа сомнеш, а и верувам кај интелектуалната јавност, дека однапред веќе се знае пакетот на уставни амандмани
И кога ние инсистираме подолго време уставните амандмани да се дадат пред да народот одлучи за референдума, затоа што таргет на Грција е уставот, не е спогодбата, таа со квалификовано мнозинство доаѓа си оди, уставот е, и грците сакаат директно да го таргетират уставот и да направат таму инженеринг во уставот, така согласно спогодбата. И сега јас кога инсистирам, дајте ги уставните амандмани пред тоа, премиерот и вие велите јавно дека тоа било работа на собранието. А во уставно право, јас проучував се, консултирав со уставни правни експерти и така натаму, и го носам точно делот на процедурата кој што укажува дека предлагачи се председателот, собранието со 30 пратеници и владата. Еден од тие тројца. Во случајов собранието не може да биде предлагач, затоа што спогодбата ја донела владата. И поделбата на извршна и законодавна власт упатува дека владата е таа која што мора да ја реализира спогодбата и поднесува предлог. Првиот текст доаѓа со образложение од владата. Тоа е првата процедура која ќе се отвори расправа за измени и така натаму. Потоа се гласа со двотретинско мнозинство за отворање за отпочнување на постапката за измена на уставот и тогаш се разгледува во форма на преднацрт. Значи со сите забелешки на пратеници се извинувам третото, тогаш собранието ја задолжува владата од преднацрт да достави нацрт амандмани на уставот. Значи предлагач. Почнува со владата и завршува со владата. Три предлагачи. Вие сте тие. Да, три може. Но во 30 случај пратеници. задолжително упатува на вас. Вие како влада сте. Спогодбата е ваша, не е на собранието. Нити се преговарани, нити се напишани, не постојат. 4 поенти има кои што произлегува од процесот на преговори. Едната е, решението е да се конкретизираат конститутивните одлуки на АСНО во однос на преамбулата. Кај членот 3, кој што веќе беше предмет на уставен амандман, првиот од 92 година. За да влеземе во Обединетите нации, границите не се чепкаат, уште поголема гаранција. Ја не мислам дека некој во Македонија сака да си ги смениме границите. Третиот, членот 49, кој што исто така беше предмет на измени на уставен амандман број 2 од 92 година, каде што кажавме дека грижата за македонското малцинство во соседните држави не значи мешање во нивните внатрешни работи, ќе биде налик на многу во компаративното уставно право европски земји членки на ЕУ, меѓу кои спаѓа и Грција, каде што грижата ќе биде за диаспората во целиот свет. При тоа, спогодбата не може да дерогира или да ослободи од обврска за грижа на по конвенциите за човекови и малцински права, по кои што и ние сме обврзани и Грција е обврзана. И последниот се однесува на името Република Северна Македонија. И кој ќе го достави тој предлог во собрание? Не знам. Еден од по уставот 30 пратеници, председателот или владата? еден од тие председателот изгледа тешко дека тоа ќе го направи. Добро, ова се сепак детали кои што немаат врска со суштината на договорот. Така да ние го расправаме суштината. Со денови секој ден го зборувам ова. Во ред. Ајде, ве молам прашања од публиката, повелете. Можете само да станете кога го поставувате прашањето, ви благодарам. Благодарам. Имам прашање до господинот Ристовски. Се разбира и доколку некој од другите говорници сака да даде своје мислења. Беше поставено прашањето што ќе се случи доколку референдумот не помине и доколку сето ова пропадне. Меѓутоа јас одговорот не го добив од неговото излагање, па би сакал уште еднаш да кои се неговите проекции што ќе се случи доколку референдумот не помине и доколку сето ова замри, не се случи ништо понатаму. Се разбира доколку некој од другите говорници сака да даде своje мислење кои се неговите проекции. Добро. Не е нож под грло, не е трагедија и да не помине. Битката продолжува понатаму. Ќе има нова политичка карта во Македонија. Во меѓународната заедница ќе имаме нова политичка клима. Изборите Конгрес, Сенат, Америка ќе бидат на пролети за Европскиот парламент. Значи ќе имаме нова гарнитура. Од тука Хан Могерини веќе ќе бидат историја во тој дел. Таму ќе имаме еден бран на умерено десни и десни во Европа, според сите проценки на анализите. Така да ќе се менува геополитиката и геостратегијата на овие простори. Новата политичка сила во Македонија, која што ќе ги премости едните и другите, ќе се обиде на еден многу помудар и подостоинствен начин да постигне договор. Јас не велам дека не треба постигнеме договор со Грција, ќе договараме и понатаму, но се до оној момент додека тие не сватат дека достоинството на македонскиот народ, нацијата, треба да биде сочувано.
ние можеме да влеземе во Европа достоинствени. Јас прифаќам отстапки од подлабок карактер, но може да биде со важност кога ќе станеме полноправна членка во Европска унија. Зашто сега ние да авансираме? Еднаш авансиравме со спогодбата 95-та, бевме изиграни, претрпеме страхотни штети, измените во уставот ни останаа до ден денес, раните крварат ден денеска. Со ова повторно влегуваме во авантура, на основа на што Добро, благодарам. Ве замолувам Моргана, пократки да бидат одговорите, Ристовски, заради тоа што и членството во НАТО може да се премости по принципот Counter-Vail Alliance. Значи има милион латерални решенија кои што ќе биде борба. Две кратки поенти. Ако Грција не ги ратификува пристапните протоколи за нашето членство во НАТО, по договорот тоа треба да направи на иста сесија во парламентот во Атина со ратификацијата на самиот договор. Значи, нашето поминување низ грчкиот парламент во однос на членството во НАТО е врзано со стапувањето на договорот во сила. Второ, овие уставни измени нема да бидат веднаш во сила, со уставниот закон ќе се врзат со затварањето на целиот процес, за да не дозволиме да мораме после да се враќаме назад, ако случајно нешто се поремети на грчката. Со преводни завршни одредби? Да. Така што нема да бидеме во ситуација ние да направиме се, а другата страна да може да не извиси. И затоа и НАТО и ЕУ процесот се испреплетени во текстот на договорот. Добро, Муслиу, ве молам, не многу. Ја не верувам дека ова нема да биде успешно, затоа што најавите се дека голем број на граѓаните бидат за. Овде дилемата беше цензусот дали се постигне или не. Но во случај да не биде успешно, или што рече и министерот и премиерот, укажа еден глас да е повеќе против договорот и ние тоа да не го постигнеме, мислам дека не е ништо добро. Душе, мислам дека ќе биде многу лошо. Сите овие наши пријатели кои не посети овие денови, кои ни дадоа гаранции дека нашиот пат е кон нив, кон Европска унија и НАТО, мислам дека ќе се откажат од нас, затоа што ќе изгубат и доверба, ќе изгубат и трпение. И не може он да имаат константно трпение со една држава која не знае да си го избере правиот пат и патот на можностите. И мислам дека тоа нема да се случи, но ќе се случат две работи. Првата во меѓународните односи и втората на домашната политичка сцена и во реалниот живот. На меѓународни односи, во делот на меѓународни односи, тој што ќе биде следен премиер, да рече, да претпоставиме дека господинот Ристовски ќе биде, кога ќе отиде кај неговиот колега Мицотакис и кога ќе му понуди некој нов договор, тој ќе го покаже претходниот договор, каде што легитимна влада направила одредени отстапки, ќе се сврти и ќе се замине. Во домашниот дел ќе се случи да се вратиме во ровот, да имаме зголемување на смртноста на новороденчиња, да имаме неквалитетно здравство, да имаме тензични меѓунационални односи, да ни се оронува нацијата и младината и едноставно да останеме зачурени во 25-30% на невработеност. Тоа ќе биде нашата реалност. Имате да изберете меѓу иднината и имате да се вратите во ровот. Има алтернативи. Ама алтернатива да се вратите назад е ова. Благодарам. Повелете. Добро вечер. Јас имам прашање, се одговорив се што ќе се случи ако референдумот биде неуспешен. Моето прашање е што ќе се случи ако референдумот биде успешен. Кога ќе почнат преговорите за Европска унија, бидејќи ќе имаме само можност за преговори, никој не ни вети влагање во Европска унија како што ни ветија влагање во НАТО. И другото прашање ми е што ќе се случи со тоа што Турција изјави дека она ќе ни стави вето ако го смениме името. Грција ни става вето ако не го смениме, Турција ќе ни стави ако го смениме. Дали пак ќе чекаме 10 години преговори сега со Турција? Добро, јас не сум ја слушнал ова изјава од турска страна. Ако некој ја слушнал, ќе ве молам да ми даде потврда. Димитров? Ова со Турција, јас кога ме прашуваат какви односи имате со Турција, велам речиси романтични. И заради турските зборови што ги користиме во нашето секојдневие, и заради заедничката историја, и мислам дека надминуваат партиски идеологии тие односи. Јас сум убеден дека Турција, и мислам дека тоа го кажа премиерот Заев, имаше посета на Анкара, и нивниот председател после тоа изрази и премиер и поддршка на нашите обиди да го надминеме ова прашање, да влеземе во НАТО. Така што мислам дека не, а јас имам сега скоро посета веднаш по референдумот кај Мевљет, кај турскиот МНР. За НАТО и за ЕУ. За НАТО имаме веќе покана за пристапни преговори.
тие се почнати. Со завршувањето на овој процес до крај, тие пристапни протоколи ќе ги подпишеме. Тоа не се однесува само за надминување на спорот со името, туку и за конкретни чекори во одбраната, во разузнавањето и во владењето на правото. Негде почетокот на идната година би требало тоа да се направи. После тоа ќе одат на ратификација во Атина и во останатите 28 држави членки. Некогаш тој процес трае 6 месеци, некогаш трае 1 година. Значи, при крајот на идната година Македонија ќе стане 30-та членка на НАТО, што ќе даде порака ние сме тука да останеме во овие граници, бидејќи живееме во регион каде што уште се зборува за граници. Слушнавме Белград-Приштина разговорите, ќе подкрепи наша стабилност и ќе не направи многу попредвидливи и веројатно ќе дуплира странски инвестиции, како што тоа се случи во Црна Гора од 96 на 215 милиони евра за првите 6 месеци лани и оваа година. За Европската Унија имаме пат за почеток на преговори во јуни 2019 година, со барање од некои земји членки, ама преточени се во заклучоците, да си бидеме честни со реформите, да си работиме упорно. И мислам дека за нас спомната и меѓувладина конференција која што треба да се одржи до крајот на календарската 2019 година, што е првиот формален чекор на пристапни преговори. Скринингот веќе почна. Тоа што е најважно е што ние ќе мораме да пораснеме како водиме политика, без разлика дали се СДСМ, ДПМН или некоја трета политичка сила. Ќе треба да бидеме многу поискрени, ќе треба да бидеме сериозни во борбата против корупцијата, многу посериозни. Ќе треба да има еднакви можности, бидејќи демократијата функционира само кога има надпревар на способности, а не на лојалност или на послушност. И мислам дека за нас процесот на пристапни преговори е поважен отколку за членувањето, бидејќи во тој процес, сакале не ќеле, се ќе биде под лупа, ама ние ќе мора да си ја подигнеме земјата. Брисел ќе ни помага, ќе има поголеми фондови, ние се тие што ќе мора да си ја дигнеме Македонија. Единствената, ако референдумот биде успешен, единствената пречка, да речам, ако има пречка, за влез во Европска Унија ќе бидеме ние самите. Никој друг веќе нема да може да ни наштети. Бидејќи пропуштивме неколку возови, 2004 стивнуваше, ама уште траеше еуфоријата од обединувањето на Европа, од падот на Берлински зид 89-та. Големиот бран малку ги подзагрижи старите земји членки. Тие со највисок стандард, како Германија, како Холандија, како Франција. 2007 Романија и Бугарија уште повеќе. Добро. И Хрватска последна 2013. Сега е процесот многу потежок и многу подолг од патот што го поминаа тие земји. Добро. Бегалската криза ги направи исто позагрижени и ние ќе мора да бидеме многу поубедливи, практично ќе треба да направиме да биде незгодно да не се биде дел од консензусот за поддршка на Македонија. И ние тоа до некаде го направивме во последниве 14 месеци, што е многу спротивно на вашиот впечаток, бидејќи на Македонија се гледа како на земја што има обратен тренд од некои дури многу постари демократии од нашата. Ние имаме многу мани, далеку сме од тоа што сакаме да бидеме, ама кризата создаде една жет за нормалност, честност, одговорност и мислам дека сакале не ќеле ќе мора по тој пат да одиме. Јас се сложувам со ова, се сложувам дека треба да водиме искрени политики. Апропо пристапувањето кон Европска Унија, јас само апелирам и цело време укажувам дека владата мора да има политики на искрени намери, мора да е отворена со нацијата ако сака да ја биде партнер во процесот. Еве апропо скринингот сега што го најавуваат. Во терминологијата, политичка терминологија, во европската терминологија, ако сакате, скрининг се добива со одлука на Европскиот совет. Ние таква одлука немаме. И затоа го верглаат како објаснувачки скрининг. Чи ова не е де факто скрининг, ова е генерална проба. Се подготвува администрацијата за да влезе во процесот. Ама треба да се биде искрен со јавноста ако сакате да биде партнер. Кажете отворено, скрининг ќе добиеме и официјално, формално, правно ќе го почнеме од моментот на добивање датум на преговори.
Европскиот совет не носи одлука без да има предлог од Советот на министри и Европскиот совет не дава налог на Европската комисија да се почне процесот на скрининг. Даде налог и одлука само да се отпочнат подготовките. Јас ја читам желбата на ХАН од 2013 да го премости тој момент и така натаму, но де факто тоа не е случај и не треба да замовуваме јавноста дека ние сме влегле во преговори, сме отпочнале скрининг, не е така. Благодарам. Ова е предфаза. Уште едно прашање од публиката и мислам дека има и некои обврски дел од гостите тука. Повелете. Добро. Се засрамија малку студентите. Дека скринингот како се именува е друга работа. Него тоа што се прави за скрининг, тоа се прави во моментот и подпредседателот на владата Османи е обрисал со 80 стручњаци. И не е точно дека и преговорите почнуваат од нула. Преговорите почнуваат со резултатот од скринингот. Тоа не значи дека ние и преговорите кои ќе отпочнат, ќе мора да ги тераме 10 години. Тие ќе се тераат толку колку што треба. Разни држави во Балканот почнале од разни позиции и ја не сум од тие песимисти што мислат дека Македонија ќе преговара 10 години. Нема да преговара. Во многу области ние и не стоиме толку добро. Ние можеби стоиме лошо во политичката спремност да се имплементираат обврските кои ги превземат и преку закони и други норми, но мислам дека тој скрининг и ако ја донесе одлуката Европскиот совет во јуни или јули, секако дека процесот ќе трае многу пократко, ако веќе целиот процес е изработен до тој период. На крајот последно блиц прашање за сите. Што значи успешен референдум за вас, Ристовски, од вас па натаму? Успешен референдум е ако се постигне цензусот или барем минималниот праг блиску до цензусот. И тогаш веќе може јасно владата да излезе и да рече да, ние сме биле во право, одиме во собрание и институциите нека одлучуваат понатаму. Во смисла и со 850.000 излезени? Па јас не знам сега кој е тој цензус, може да спекулираме само. Но бидејќи... може да има аргумент во рака да рече да, значително мнозинство, може би не постигнаме цензус, но затоа е консултативен, тогаш одиме во институциите. Тука горе-доле ќе има аргументи. Но ако биде сериозно испод тој праг и испод тој цензус, мислам дека ќе биде коректно да се поднесат оставка наредниот ден и во рок од 6 месеци да организираме нови избори. И тоа би било фер. Добро, Тодоров, како ќе го запише 30 септември историјата? Тоа ќе видиме. Треба да почекаме за историјата да запише, но за мене успешен референдум е ако излезат најмалку 50% од гласачите ако гласаат за. Димитров? Кој гласаше? Списокот? Да. Ќе биде референдумот успешен во секоја смисла. Мислам дека имаме секогаш зрелост на големи историски раскрсници кога сме исправени. Мислам дека ќе си ја земеме оваа шанса, ќе излеземе, ќе ја отклучиме вратата во која што ќе излеземе од чекалната во која што сме заклучени, ќе излеземе со исправена глава како македонци, со афирмиран македонски јазик, ќе си влеземе во НАТО и ќе се зафатиме да си работиме со реалните проблеми што ги има нашата татковина, со проблемите што се важни за идната генерација, за да си ја донесеме Европа дома и место да извезуваме младост, да извезуваме производи и ум. Ќе има законско исполнување на цензусот, она што се вели успешен референдум? Јас сум убеден дека ќе успееме со огромна бројка, еден голем политички импулс, да си одиме напред. Благодарам. Види, технички 700.000 за е помалце технички од 453.000 за при исполнет цензус. За мене успешен референдум кој е советодавен е референдум во кој бројките ќе укажат поттик и охрабрување на владата да продолжи со реализација на договорот. Секако дека и јас се слагам бројка од 300, 350.000, 400.000 не би значила сериозен поттик, но верувам дека бројката ќе биде сигурно поголема и ќе биде јасна дистинкцијата дека граѓаните се за реализација на овој договор и не може ни владата да избегне обврската тоа што граѓаните ќе го поддржат да го исполни преку парламентот. Благодарам. Есмеров, завршуваме што би било успешно на референдум. Ќе видиме како ќе излезе работа, меѓутоа бројка од 700.000 е сосема доволна за да може референдумот да биде легитимен, признани владата да продолжи со следните чекори. Впрочем, има шанса да се изрази граѓанството, има шанса да каже да, за или против. Опцијата бойкотирам за мене е неприфатлива, тоа е политичко криење,
криење врз една 30% процент од популацијата кои никогаш не се изражуваат на референдум. Легитимно во случајот. Па не, легитимно е, ама за мене не е опција. Легитимно е да не е противзаконски. Легитимно е право. И сега кога ќе дојдете во една таква ситуација, гледате дека граѓаните имале можност да се изразат, одлучиле да не излегуваат. Не можеме да ги минимизираме оние кои одлучиле да одлучат за судбината на државата. Тие се секогаш посилни. Имавме можност и на крај на кришта треба да се почитува гласот на тој што е помногу броен, тоа е демократија во крајен случај. Криењето позади такви флоскули бойкотирам и тоа се глупости. Благодарам. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте на телевизија 24 овие час и половина. Ви посакувам успешен ден во недела, пред се мирен, а нормално народот на крајот одлучува. Почитувана на публико, ви благодарам што бевте тука во Македонската опера и балет. Останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите.